Почитувани колеги съветници, почитувани представници на общинската администрация, представници на медиумите, почитувани граждани на община Неготино, за денес я свика в редовната 20-та седмица на Советот на община Неготино. Пред да продължим с работа на седмицата, би сакал во чест на поранешниот председател на извршниот совет во община Неготино, председател на собранието на община Неготино и пратеник во Републичкото собрание од община Неготино, господинот Лазар Димов, кој што деновиве почина, да ја започнеме денешната седница со едноминутно молче. Слава. За работа на денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за урбанистичка планска документација во населено место за лесна индустрија на катастарска парцела број 556 дел 678 дел 679 680 681 дел 762 1000/1 дел 1006/2 дел и 4178 дел КАО Криволак, КАО Црвени брегови 2, КАО Неготино. Точка број 2. Предлог одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на Тимјаничка река и Рајков дол во село Тимјаник, општина Неготино, опфатени во урбанистички план. Точка број 3. Предлог одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за намената на инвестиција. Точка број 4. Предлог одлука за приоритет на проектот од Советот на општина Неготино. Точка број 5. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Неготино за периодот 1.7.2018 до 30.9.2018 година. Точка број 6. Предлог заклучок за усвојување на план за програми за развој ИПА. Точка број 7. Предлог одлука за доделување на финансиски средства. Точка број 8. Предлог решение за доделување еднократна парична помош. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Ве молам дали некој бара збор. Бидејќи нема пријавени за збор, ве молам со кремење на рака кој е за предложениот дневен ред. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Предлог одлука за урбанистичка планска документација во населено место за лесна индустрија на катастарска парцела број 556 дел 678 дел 679 680 681 дел 762 1000/1 1006/2 дел и 4178 дел КАО Криволак, КАО Црвени брегови 2, КАО Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Повели. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно одлука за утврдување на урбанистичка планска документација во населено место за лесна индустрија на катастарска парцела број 556 дел 678 дел 679 680 681 дел 762 1000/1 дел 1000/6 1006/2 дел и 4178 дел катастарска општина Кривола, катастарска општина Црвени брегови 2 и катастарска општина Неготино. Се донесува во одлука за лесна индустрија по добиените согласности од страна на Министерството за транспорт и врски, со што овој плански опфат станува дел од урбанистичкиот план. Комисијата за урбанизам ја усвои оваа точка од дневниот ред. Предлагаме Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кремење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на Тимјаничка река и Рајков дол во село Тимјаник, општина Неготино, опфатени во урбанистички план. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Повели. Благодарам уште еднаш.
Комисията за урбанизам, комунални дейности и защита на животна средина заседаваше и по оваа точка од дневниот ред, односно предлог одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на Тименичка река и Рајков дол во село Тименик, општина Неготино, опфатени во урбанистичкиот план. Општина Неготино има изработена хидроложка студија и поднесено барање до Министерство за животна средина за утврдување на овие нормативи. Од страна на Министерство за животна средина се потврдени и овој дел на крајбрежниот појас на Тименичка река и Рајков дол, за да може да влезат во урбанистичкиот план на општина Неготино. Комисијата за урбанизам ја усвои оваа точка од дневниот ред, предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кремање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред, предлог одлука за давање согласност од Советот на општина Неготино за намена на инвестиција. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ивана Трајкова, повели. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисијата за локален економски развој ја разгледавме предлог одлуката за давање согласност од Советот на општина Неготино за намената на инвестицијата. Ова се однесува на проектот пристапен земјоделски патен правец Калдрама во должина од 580 метри во врска со јавниот повик број 7/2018 на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Комисијата едногласно го ја усвои оваа предлог одлука, предлагам и Советот да ја усвои истата. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кремање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по четврта точка од дневниот ред, предлог одлука за приоритет на проект од Советот на општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ивана Трајкова, повели. Благодарам, председателе. Исто така из ова предлог одлука се однесува на истиот проект од претходната точка. Комисијата гласаше позитивно, предлагам и Советот да ја усвои истата. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кремање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред, предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Неготино за периодот 1.7.2018 до 30.9.2018 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Го молам председателот да го соопшти ставот на комисијата. Гордана Јованова, повели. Благодарам, председателе. Комисијата за финансирање и буџет одржа седница. Го разгледа денешната точка на дневен ред со 3 гласа за, 1 против. Го молам Советот да се произнесе по истото. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор? Гордана Јованова, повели. Почитувани медиуми, почитувани сограѓани на општина Неготино. Денеска на дневен ред е третиот квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Неготино. И од веќе ревидираниот основен буџет за 2018 година од првиот ребаланс имаме реализирано 70 милиони денари. За вкупниот буџет нема да навлегувам, бидејќи тоа се знели средства кои директно доаѓаат од министерството и се распределуваат до корисниците единки, до музеите, основните училишта и слично. И искрено да ви кажам, разгледувајќи го овој квартален извештај, можам да укажам дека реализацијата до сега е 21% на ревидиран буџет со прв ребаланс.
во овие 9 месеци или она навече што укажувавме ние во изминатиот период, односно за 3 месеци реализација од 7%. Тоа е она што ние цело време го зборувавме, дека ова локална самоуправа нема ниту капацитет, ниту визија за оприходување на општината Неготино, освен нели цело време да зборуваме за тоа колку е презадолжена општината, а за реализација сме слаби. Градоначалникот не е овдека во моментот со нас на оваа седница, инаку нели тој сигурно ќе го потенцираше ваквото презадолжување на општината. И јас од овие 70 милиони денари реализација на општина Неготино во буџетот, го разгледав и отчетот на градоначалникот кој ни беше нели пред неколку дена доставен на свечената седница, каде што од овие 70 милиони денари, искрено да ви кажам, не можам да видам ниту една реализација на ниту еден капитален проект. И еве сега, разлистувајќи го вака, освен изградбата на асфалтирањето, санацијата и асфалтирањето на улицата Маршал Тито, во должина од 800 метри, кои, искрено да ви кажам, не се ни реализирани во овие 70 милиони денари. Значи, улицата е само асфалтирана, а не е платена. Што е платено од вие 70 милиони денари, реализација, јас не знам. Потоа, ако одиме вака етапно нели по отчетот, ќе видиме дека подпишан е договор за национална кофинансирање за изградба на колекторот Неготино Тимјаник, и ова е веќе проект виден од претходното добиен, сега само еден договор подпишан во оваа година. Постоа има поставување на метални столпчиња, кои сите знаеме дека се поклон, и кои направија дополнителен хаос во паркирањето и узурпацијата на паркинг просторот од местото пред Стоколната куќа, па го префрлија паркинг просторот овде во паркчето кај собранието и секој ден сме очевидци на тоа дека луѓето нити можат да поминат по патот, нели тротоарот, бидејќи цело време имаме узурпација на возила. Потоа имаме санација на тротоари, бекатонно од пловчките, кои искрено и увид во работата на уредувањето на тротоарот над Маршал Тито. Имам информација дека истите си го 80%, истите самите собственици на дуќаните си го субвенционираат самите, си го плаќаат фактички, си ја плаќаат оваа санација. Искрено од сето ова, јас ниту еден важен капитален проект немам видено, а 70 милиона каде се потрошени, ја искрено не знам да ви кажам. Но тоа е нели една тема која веќе сите ја знаеме. А во овој квартален извештај многу ми беше уочливо тоа да, нели, поради тоа што и во отчетот го пишува градоначалникот презадолженоста на општината, кој уште во стартот кажува дека е 117 милиони денари, а искрено 117 милиони денари ниту ги имам видено некој официјален документ каде што тој го има подпишано, бидејќи повеќе пати му го имаме барано, ама тој упорно нели 117 милиони задолженост, а освен официјален документ кој тој самиот си го подпишал, а нас на советниците ни ги дава долгот од 74 милиони денари според завршената сметка. И тоа е официјално што тој го има подпишано. Но тоа е нели повеќе пати дискутирано овде од ова место. Тој исто така потенцира дека на претходната баш седница дека вратил 40 милиони долг на општина Неготино. Ако од 74 наследени обврски од претходната година тој вратил 40 милиони, ние сега во кварталниот извештај треба да видиме задолжување или обврска на општината од 30 милиони денари. Но јас овде сепак се уште гледам 65 милиона 378 110 денари.
Значи, каде тоа градоначалникот враќа пари, поради тоа што гледаме ниту долг враќа, долгот е скоро ист, ниту пак има реализација на реализација на некои капитални проекти. Исто така, уочливо беше што 65 милиони ни ги покажува нас како извештај во кварталниот извештај, како документ во кварталниот извештај, 65 милиони денари, а побарува од Министерството за финансии за истиот песек, за истиот период, 71 милион 704. И искрено да ви кажам, не знам од кај се сите овие бројки земени, бидејќи а и граѓаните ги лаже веќе цела година со 117 милиони долг. Овде ни покажува, со завршната ни покажува 74 милиони долг официјално. Сега нас на советниците ни дава 65 милиона долг, обврска која има финансиска до 39, а на владата заради финансиска подршка за финансирање на доспејани на неплатени обврски бара 71 милион 704 денари. Јас стварно не можам да се изначудам на ваков хаос, а знаеме дека во општината се изнавработија и раководител за финансии и ред други луѓе кои нели ги вработи за да нема хаос во општината. Ама сме сведоци на сте уште поголем хаос. Не е тука градоначалникот нели да ни каже кај се вратени 40 милиони за проекти, да не зборуваме. Помина една година од владењето, во кој имаме издолг, не исплатен, лаги и манипулации на граѓаните, а и што сака нели да ги манипулира граѓаните сака, но сака тука и посте изгледа и наши советниците или пак владата на Република Македонија. Кој точно го манипулира, јас стварно не знам и жалам што тој денеска не е овде со нас за да ни да објасни. 3 години му предстојат уште за работа, се надевам дека хаосот во општината ќе заврши. Ви благодарам. Благодарам. Колешка, дали некој друг бара збор? Секретарот на општина Неготино, Ивица Златковиќ, повели. Почитуван председателе, почитувани советници, граѓани на општина Неготино, градоначалникот ќе спомна колешката е на службено патување во Скопје, затоа е одсутен, значи од оправдани причини и некој секогаш присуствува на советот, нели? Значи нема хаос во општина Неготино како што сака да милува да каже нашата колешка советничка. Тука работите доаѓаат на своје место од хаосот што беше оставен претходно. Значи тие 117 милиони денари што ги кажувате и 65 од долгот што официјално сакате да го кажете не е исто, затоа што половина од тие средства не се внесени во картичка. Значи убаво знаат советниците што беа од минатиот мандат дека не му беа исплатени сите средства. Еве нека кажат дали му беа исплатени до крај и дали тие се водат во тој долг. Потоа сите што се експроприации, ниедна не е внесена во картичка, сите се долг на општина Неготино спрема граѓаните што сме преземали обврска. И уште многу други такви се исплаќаат. Ако сметате дека стопчињето се лош пример, дозволно е еден човечки живот да биде спасен, да биде заштитен, со тоа сите ќе бидеме задоволни. Барем јас и праводените во општина Неготино, се надевам и граѓаните. Проекти се реализираат и ќе се реализираат. Само да ви кажам дека во моментот пред 2 дена добивме проект од 14 милиона денари, а не е само подпишани, тука ќе влезат и во реализација и програмите што се од ИПА. Од 4 за 2 веќе се подпишани договорите и многу брзо ќе влезат во реализација, веќе почна во реализација, ќе се распишуваат тендери и ќе се случуваат убави нешто во општина Неготино. Колку и да сакате да представите дека е црна ситуацијата, не е. Црна ја оставивте вие, а во моментот се исправа истото. Ви благодарам. Благодарам. Секретаре, реплика Гордана Јованова. Повели. Вака, почитуван секретар. Значи, за каков хаос зборувате за претходно, сте наследиле, јас стварно не знам, ама нели имаме нови вработени кои треба да го тие хаос да го оттргнат. Ама сега гледаме, значи ови го зборувам со бројки и факти. Значи јас не измислувам бројки како вас од 117 милиони задолженост, па сте ги вратили на претходните советници, па не знам за кој, значи обврски, подпишан документ за колку изнесува долгот на општина Неготино од 74 милиони, тоа нас не го имате доставено. Побарување 20 милиона, салдо 2 милиона.
Тоа ние го гледаме и тоа го коментираме. Ако вие имате некои виртуелни за вас обврски, јас не знам каде на друго место се пишат обврските. Економисти многу убаво знам каде стоат обврските и колку се и на кој од каде се читаат. Плюс тоа, ако ова не ви е хаос, за ист пресек од 39 имате за нас ни поставувате 65 милиони обврски, финансиска обврска на општина Неготино од 65 милиони. И на претходниот квартал бил пак 65 милиони. А на Министерство за финансии од истиот образец до достојање неисплатени обврски доставувате 71 милион 704. За кој хаос тоа зборуваме? Кога бил хаосот? Дали бил претходно или е сега? Јас стварно не знам да кажам. Ама граѓаните гледаат. И ова ви го покажав баш поради тоа што се ова документи испаднати од вие што не ги доставувате од вашите служби. Вработивте нови 10 плюс вработувања. Изборувате дека немате хаос во општината. Ама претходно имало хаос. Доста престанете веќе да жалите на претходно што било. Една година цело време ве слушаме, само се жалите што било претходно. Реализација од 70 милиона, искрено да ви кажам, јас немам видел, па да се вратиме сигурно од почетокот на локалните самоуправи, од почетокот на независноста на Република Македонија. 70 милиона. А од тие зборувате дека 40 ги раздолживе. Каде, на кој му ги раздолживте? Еве долгото па ист. На кој му раздолживте? Благодарам. Благодарам. Колешке, контрреплика односно на поставените прашања ќе одговори Марија Нацева. Повели, Марија. Благодарам. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани колеги од администрација. Вака, значи во врска со кварталниот извештај заклучно 30 септември 2018, односно трет квартален извештај, како што може да се види и во образците од К1, К2 и К3, исто и во образложението, имаме остварено приход од 70 милиона 723. Овие приходи се остваруваат по основ на данок на имот од физички лица, данок на промет од недвижности, комунална такса за истакнување на фирми, комунална такса за користење на плоштади, надоместок за уредување на градежно земјиште, надомест за одржување на јавна чистота, останати неданочни приходи, приходи од продажба на неизградено земјиште, приходи од закуп на земјоделско земјиште. Значи тоа се приходи што се остваруваат каде што имаме најголем прилив. Во врска со К1 образецот, од основниот буџет, значи како што може да видите, имаме 70 милиони реализација. Во образецот К2 имаме обврски по основ на добавувачи од земјата, значи на картица 220 на износ од 65 милиона 378 110. Вие напоменавте дека имате имате информација од влада дека има 71 милион 704. Значи, предпоставувам дека станува збор за електронска евиденција, што е од 1 декември 2018 спроведена. И ова е, по основ на оваа евиденција, значи, секоја буџетска единка и секоја општина е должна да ги пријавува електронски обврските. Така да во овој износ, значи, се вкалкулирани и обврски што ги имаат пријавено буџетски единки и сите институции по основ на своји обврски што ги имаат, што се како должници. Овде влегуваат средното основно училиште, овде влегуваат и Гоце Делчев. Заради тоа, по основ на таа информација, износот на вкупно на ниво на општина Неготино изнесува 71 милион. Додека, значи, само за општина Неготино, локална самоуправа изнесува 65 милиона 378 110. По основ на К3, по основ на К3 образец, значи, овде се евидентираат промени на состојбите на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани општините. Значи, во овој случај ние имаме промена на состојба на секое задолжување. Знаеме дека ние имаме задолжување по основ на МСИП 45-ка,
каде што имавме грейс период за довтасување на обврска од 56 милиона 4 години, каде што од 2018 година оваа обврска довтасува. Првата рата за исплата на кредитот ни беше во март, а втората рата ни беше во август. Така да ние имаме исплатено две рати, и тоа од износ од 5 милиона 665 480, што значи дека за 2018 година нас обврската за враќање на дел од кредитот не е подмирена. Исто така имаме обврски кои што се исплатени и по други основи, кои што не влегуваат во картица 220 добавувачи од земјата, поради тоа што тие не се водат како партнери. Тоа се долгови по основ на склучени спогодби, по основ на судски и вонсудски решенија, по основ на превозни обврски, членарини во домашни организации, кон Сдруженија на единиците на локалните самоуправи, Вардарски плански регион, Комора на архитекти, инженери и слични членарини, експроприација, односно надомест на одземен имот, по основ на веќе претходно изготвени записници и по основ на претходно исплатен долг за новороденчиња. Благодарам. Благодарам, Марија. Дали некој друг бара збор? Зоран Стојанов, Павле. Благодарам, председателе. Благодарам, драги колеги. За основниот буџет треба да кажеме дека е направен преамбициозен. Значи бројките се 330 милиони 477 илјади. Е проектиран буџетот, како што милува градоначалникот да каже, планиран буџет. Меѓутоа, мислам дека го направиле како преамбициозен. А до сега има реализирано само 70 милиона 723. Тоа е исто. Нашите граѓани треба да го знаат малку понародно. Дека градоначалникот како татко решил да ги прошета малку до Скопје, а со овој буџет не стига нити до Црвени брегови. Така да планот е преголем, амбицијата била преголема, значи 330 милиона. Мораме да за следниот буџет да се проектира, да се планира средства реални. Значи сумата што е проектирана и што е планирана е многу далеку од реализираните средства. Значи да повторам, планирани се 333 милиони, а се реализирани само 70 милиони. Благодарам. Благодарам, колега. Одговор ќе даде секретарот на општина Неготино Ивица Златковиќ. Поведи, Ивица. Точно е дека не е реализиран цел буџет, затоа имаше и ребаланс на буџет, знаете дека помина минатата седница. Ама само како споредба да ви кажам дека минатата година за цела 12 месеци е реализирано 70 милиона денари, а до такова година до 9 месец. Значи оваа бројка ќе порасне до крајот на годината и е подобра од претходната, а што се однесува до креирањето на буџетот, веќе вчера е донесен закон за креирање на буџетите понатаму, што ќе биде просек од реализацијата од минатите 3 години, така да ќе биде многу по-реален и ќе не може да се натврла натаму. Мислам дека ќе нема такви недоразбирања за натаму. Благодарам. Благодарам, секретаре. Реплика Зоран Стојанов, Павле. Благодарам, секретаре. Јас колку што имам информација, 85 милиона претходната година, таа беше изборна година и најслаба до сега. Меѓутоа, вака ако продолжиме, не да го гледаме минатото. Ние треба да ја гледаме иднината. Каде е тука иднината на нашите граѓани? Значи, луѓето многу се загрижени за ситуацијата. Значи, немој да мислите дека тие не знаат бројки да читат и да слушат. Поради тоа ги читаме бројките јавно. Благодарам. Благодарам, колега. Контрреплика Што реков на томошниот дел, че не можеме да ја проектираме буџети по желбе, туку буџетите ќе бидат ограничени со реализацијата на минатите 3 години, а како за информација нешто е изборна, туку и 2015 исто буџетот беше 80 милиона денари.
Благодарам секретаря. Дали некој друг ба разбор? Игор Јованов, повеле. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани советници, почитувани медии. Денеска стигнавме и до третиот квартал за 2018 година. Како што почна годината, со исто темпо се движи и овој квартал. Статистички гледајќи ги точките, каде што гледаме дека од буџетот кој што треба да изнесува 333 милиони 477 илјади денари, до 39.2018 година има остварена реализација од 70 милиони 723 илјади денари. Тоа значи дека реализацијата е од 21% или секој тромесечие по 7%. Со оваа темпо, како што кажав и на минатите седници од Советот, со вакво темпо, ако се движи општината, нема ни да стигне до крајот на годината ни до 30% реализација на буџетот. Уште при проекцијата на буџетот кажавме дека за ваков проектиран буџет треба доста многу работа. Градоначалникот кажуваше дека има премногу превработеност предходно, но сега, гледајќи го кварталниот извештај, гледам дека има десетина нови вработувања и овдека во ставките гледам само најмногу дели привремени вработувања реализација од 3 милиони 465 илјади денари, 562 денари. Значи, у подпрограмите, каде што е подпрограмата е нула општинска администрација, привремени вработувања најмногу страчи. Над 3,5 милиона денари има потрошено за партиски војници, а никаков фидбек од нивна страна за корист на граѓаните на општина Неготино. Овдека бројките зборуваат каде 71 милион, каде 110, 40 вратил и на крајот не можеш да му го фаниш. На крајот денеска ни кажуваат дека оврските на општината изнесуваат 65 милиони 378.110 денари. Знаеме дека на минатите седници градоначалникот и неговите колеги советници тврдеа дека со бројките се поразлични, но овие денови податоците упатени до Министерството за финансии, каде што општината бара помош, каде што и бидат одобрени 50% од средствата, пуштиле допис од 71 милион денари. Значи, 10 документи оваа година сегна стоат 10 различни бројки и цифри. Значи, ни вработувањето на партиските војници не донесело некој позитивен резултат. Почетокот на неговото владење, како што знаеме сите, го бараше гласот од граѓаните за сите до еден, каде што неговото мото во кампањата беше живот во Неготино. Измина годината, но од премногу голем број проекти проектирани, за оваа година нема никаква реализација. Вчера знам го презентираше отчетот за изминатата година, а јас од материјалите гледам дека има само 8% реализација на капитални расходи. Исто така, неговата програма има безброј проекти, каде што беа ставени за реализација 2018 година. Каде што има безброј капитални проекти што му се потребни на граѓаните на општина Неготино. Затворен пазар, паркинг, кружни текови и ред други работи, каде што имаше реализација 2018 година, но еве и оваа година помина без ниту еден капитален проект. Јас можам да ви кажам, следејќи ги
проекти и активностите како што се е презентирано отворено со вас, градоначалникот, со граѓаните, каде што направил изминатата година од 12 месеци, можам да ви укажам дека ова брошурка е само трошење пари од буџетот на општина Неготино. Оваа брошурка внатре нема ниту еден проект или нешто што е направено, внесено и како таква ова е за подсмев. Овдека се ставиле слики, отворено со граѓаните, се направило некоја си средба во некои села, се направило дека ќе се почне проект за водоснабдување. Овде во оваа брошурка се ставило дека Советот имало одржано 18 седници, дека се менјавале редовно уличното осветлување, дека се видел со некој министер тука некоја средба направил, дека во паркот е искосена травата, донација на 20 пластични континери, дека се вршило прскање против комарци, дека се сретнал со неколку амбасадори и со неколку инвеститори. Оваа брошурка е чисто трошење пари на граѓаните на општина Неготино. Внатре нема ниту еден капитален проект, а нити пак една странска инвестиција како што има наведено со колку луѓе се сретнал за доброто на општина Неготино. Значи, реализација на буџетот до сега на најниско ниво од претходните буџети на општина Неготино. Тука градоначалникот да дискутираме на овие точки и на овие теми, но јас да ги потсетам граѓаните на општина Неготино, како што на 1.1.2018 година се покачи водата и сметот во општина Неготино, сакам да ве потсетам дека ова е решение донесено на 19.12.2017 година и да знаете дека на 1.1.2019 година пак ќе бидат покачени сметките за вода и за смет на граѓаните на општина Неготино. Тоа изминатата година на 19.12 е изгласано и да не се изненадите кога ќе ви стигнат дома сметките во февруар месец и јануарските сметки за вода и за смет. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика Трајче Димов. Павел. Благодарам. Значи, зборуваме за буџетот и знаеме дека тоа е една рамка во која се предвидени сите приходи и расходи кои што треба да се случат во текот на годината во општина Неготино. Во неа се предвидени исто и долговите од претходните години, исто како и сите проекти кои што можеби ќе се случат или нема да се случат во текотната година. Значи ние имаме проекти и исто така кои што мислам и сите добро знаат и советниците од ВМРО ДПМН и тоа и го кажа на една од седниците дека ние знаеме дека за еден проект треба од 12 до 18 месеци до реализација и дека тие пари кои што се за проекти предвидени мора да бидат проектирани во буџетот, но милуваме на секоја една седница да зборуваме каде се проектите, каде се парите, зошто толков буџет, значи во буџетот мора да бидат предвидени сите тие работи. Од друга страна, начинот на работа на сегашната власт и на сегашниот градоначалник се гледа на дел. Асфалтирање на улица Маршал Тито, што никогаш не било до сега. Тампонирање на улици и уредување на улици со бетон плочки во населените места. Поставување на урбана опрема, поставување на постојки, поставување на ступчиња, без разлика што некој смета дека тоа не е во ред, меѓутоа пешаците сега просторот за пешаците е многу побезбеден и поотворен. Од друга страна можеме да му се заблагодариме на претходната власт и на претходниот градоначалник за прекрасните проекти, како патот што е задисан, патот Калањево Бела Вода, каде што нели толку многу се тие проекти успешни, проектот за водоснабдување, каде што до ден денес уште тапкаме во место. Значи огромна благодарност до претходната гарнитура за така оставените добри проекти. Мислам дека такви проекти нема и никогаш нема да има повеќе во општина Неготино. Кој бил за Калањево знае, кој бил за Тисан знае. Значи ние можеме да зборуваме и до утре, да разговараме со бројки, волку проценти, толку проценти.
ваква успешност, таква успешност, меѓутоа делата се гледа. Една година измина, можеме да зборуваме дека многу работи треба да се направат и факта дека треба да се направат, меѓутоа не можеме да кажеме дека ние сме тотална лутка. Тоа што е направено се гледа и граѓаните знаат да го ценат тоа. Дека претходно било многу добро и дека од каде таква хаотична состојба од претходната власт, сите знаеме како беше. Сите знаеме што и како се работеше во изминатиот мандат. И нема да навлегувам, нема да играм со бројки и да кажувам проценти, бидејќи се гледа колкава била реализацијата на буџет во претходните години, колкава е сега. И самата проекција на буџет со новиот закон ќе биде многу пореална во наредните години, меѓутоа сите проекти кои што треба да се случат во општина Неготино треба да бидат проектирани во самиот буџет. Чекаме проекти со Република Грција за улично осветлување. Чекаме проекти, тие се подпишани за колекторскиот систем од имени. Значи сите тие беа предвидени и пак ќе бидат предвидени во буџетот. Ние не можеме да зборуваме зошто вака, зошто така или да кажуваме приказки до кај ќе стигнеме до Скопје или до Црвени брегови. Да бидеме реални, тука сме за доброто на општина Неготино, тука сме за народот, не сме за да си играме со бројки и да правиме циркус. Редно е да тргне работа како што треба. Благодарам. Благодарам, колега. Контрареплика Игор Јованов. Побед. Благодарам. Почитуван колега, исто како твоите соговорници, изминатата година, минатите години, но пред тебе стои третиот квартал и самите гледате дека 70 милиони денари реализација од 21%, значи општина Неготино изминатиот период нема ништо сработено. Освен само нови 10 вработувања. И на кој начин, и како вработени, не знам. Но овдека можете да видите дека освен нови вработувања нема во третиот квартал ништо направено друго. Спомнавте само Маршал Тито. Таа се направи за 2 недели. А останатите 40 недели што работеше градоначалникот? Градоначалникот не е градоначалник. Само Маршал Тито ја направи и ќе правиме. Значи граѓаните сакаат реализација на проекти кои што го ветувавте кога одевте по куќите да го барате гласот. Со оваа брошурка внатре имате напишано над 100 проекти, но сега нема ниту еден реализирано проект. Утре со кое лице ќе ги погледнете? Нема никаква реализација. До сега 2 пати се направи на буџетот ребаланс. Зошто? Нема никаква реализација, ништо не работи. Само предходните години се криви, некој е крив, ајде првите 3 месеци поминат, но еве една година помина. Гледаме дека нема ништо. Никаква реализација, никакви проекти. Нови вработувања и само ќе биде во иднина. Кога ќе биде? Една година помина. Благодарам. Благодарам, колега. Ивица Златковиќ, секретарот на општина Неготино. Побед. Околу вработувањата, значи колега Јованов, моментално има помалку вработени во општина Неготино отколку претходно. Значи 4 наши колеги заминаа во пензија, 2 сами си заминаа, тие места мораат да бидат подполнети и се подполнети. А моментално како тотал бројки има помалку од претходно вработени. Пред некоја седмица не прозвавте и мене и советникот Вуле Младеновиќ дека сакаме да го рушиме мостот за Пепелиште иако сме од таму. Па сега може да дојдете да погледнете, да видите дека тој ист мост се санира, дека комплетно ќе биде саниран, а не како претходно за наредните 2 години пак да падне. И тоа беше на огромни напори и на залагање на градоначалникот и на советниците и на администрацијата на општина Неготино. Значи во секој момент може да дојдете и да погледнете каква е стацијата таму. Што се однесува до другиот дел, точно е дека не може 100% да се работи, затоа што дали видовте дека оваа година е зголемен долгот на општина Неготино. Па претходно беше наследен огромен долг. Моментално не се зголема долгот, а се работи. И не се чита брошурата, што ја рековте, селективно, туку се чита од почеток до крај. Општина Неготино не е само капитални проекти, општина Неготино е и спортот, и културата, и образованието и се друго. Благодарам. Благодарам, секретаря. Дали некој друг бара збор? Петра Манчев, побед.
Благодарам, почитувани колеги, почитувани сограđani, почитувани административни работници. На денешниот дневен ред е образложението од третиот квартал за реализација на буџетот и наша цел како советници од опозицијата е да го критикуваме градоначалникот, меѓутоа и администрацијата на градоначалникот, меѓутоа со нашата критика да придонесиме во тоа градоначалникот да се вложи повеќе во својата работа и да придонесе за граѓаните на општина Неготино, а тоа сме сите ние. Според тоа што до сега се случува во општина Неготино, ние сме че општина. Имаме програма во која че реализираме проекти и имаме исто така отчет во кој исто така че реализираме проекти. Значи, од овде понуденото, точно е дека има и од култура, и од спорт, и од се, меѓутоа, самите знаеме дека, ако сакаме развој во една општина или во една држава, важни се капиталните инвестиции. Кај нас, за жал, нема ништо, уште од тоа, значи зборуваме за нешто што поминало, а не за нешто што следи, и затоа реков дека сме че општина. Зборуваме за развој со капитални проекти, овде нема ништо. Мене ми е жал за тоа и со моето излагање сакам да интензивирам и градоначалникот и администрацијата да почнат со работа и сите вработени да си ја извадат платата. Бидејќи овде повеќе има активности отколку проекти. И окей, сите активности се активности, меѓутоа реализација на проекти нема. Основниот проблем, според мене, не е во тоа дали општината била задолжена или не била задолжена, бидејќи знаеме дека со секое работење се генерира некаков долг. И тој долг нема да сопре со промената на гарнитурата на власт. Значи, претходната гарнитура како дошла наследила, така ќе наследи и наредната, така да и вие како мнозинство во Советот ќе бидете некои си претходни практикувачи на власт. Така да не се навраќаме назад. Треба да почнеме со реализација на проекти. Во буџетот имаме многу подпрограми во кои се предвидени средства, меѓутоа за жал реализацијата е многу мала. Колегите зборуваа за бројки и ги кажаа, јас нема да ги повторувам, меѓутоа ќе потенцирам неколку работи. Значи, во изградба за јавно осветлување предвиден е буџет од 7,3 милиони денари, а реализацијата е околу 500, како ќе дојде? 455-374 илјади денари. Така да, многу е мала реализацијата, а веќе сме трет квартал од буџетот. Друго, изградба и реконструкција на локални патишта. Исто така, многу е мала реализацијата. Значи, други комунални услуги, паркови и зелени. Значи, по сите подпрограми реализацијата е многу мала. Наша цел како опозиција е да инициираме работа на тие што практикуваат власт. Значи, нашата цел е и да критикуваме, меѓутоа мораме да потенцираме дека треба да почне да се работи во интерес на сите граѓани на општина Неготино. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? И јас ќе земам збор по оваа точка. Може и вака ПРНЛ да го смени. Почитувани колеги, почитувани граѓани на општина Неготино, значи, пред да зборуваме каква општина е, дали сме че или тоа што е општина Неготино, пред да поставиме каде се парите, како што милува некои колеги да кажат, мислам дека беше првен доблесно да кажеме дека оваа година за прв пат се разгледува трет квартален извештај за реализација на буџетот на општина Неготино, што за луѓето од ВМРО ДПМН и претходните гарнитури беше мисловна именка. Советниците
не граѓаните, ни советниците на општина Неготино немаа право да знаат како си ги трошиме ние парите и каде одат парите на граѓаните на општина Неготино, а отворената и транспарентна општина, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, веќе разгледува, дава на увид трет квартален извештај за реализација на буџетот. Тоа е за пофалба, како што и многу други проекти. Пред да поставиме прашање каде се парите, 70 милиони денари, каде се потрошиле, требало да прашаме како се трошиле парите и предходно, кои долгови ги враќа општина Неготино, бидејќи најчесто споменувани дискусии и од страна на советниците на владеачкото мнозинство и од страна на советниците на опозицијата се долговите. Треба да запрашаме како се направиле тие долгови во општина Неготино. Почитувани граѓани, почитувани колеги советници, јас сосема накратко би сакал да ви презентирам неколку податоци од кои што ќе можеме да направиме споредба како општина Неготино се раководела во минатото предходно и како се раководи сега. За средства за репрезентација, кој што е составен дел од овој квартален извештај, за средства за репрезентација, кој што се составен дел од овој извештај, Советот на општина Неготино оваа година потрошил 62.000 денари 315. За ваша информација, колега Манчев, во 2017 година Советот на општина Неготино потрошил 127.970 денари. Средства за репрезентација. Градоначалникот во 2018 година потрошил 97.790 денари, од кои што 20.000 е за фактура која што претходниот градоначалник не ја платил, а за 2017 средства за репрезентација од ставка на градоначалникот, запишете добро, 504.536 денари. 504.000 денари репрезентација на градоначалникот и 20.000 денари пусто останале и за овој градоначалник да му ја плати фактурата, кои што вкупно и со тие 20.000 се 97.000 денари. Средства за гориво, почитувани колеги советници, почитувани граѓани на општина Неготино. 2018 година оваа општина, овие услови кои што ги има за работење, за гориво потрошила 700.000 денари. Во 2018 година 360.000 денари. Сметките за телефон, едномесечна фактура, која што ја добиваше општина Неготино во годините наназад, сметките изнесуваа 112.000 денари. Сега месечната фактура е 68.000 денари. Е така се штедат парите на граѓаните на општина Неготино, така остануваат пари за враќање на долговите кои што годините наназад ги направија вашите претходници. Сакам да ве прашам, колеги советници, да ги информирам граѓаните на општина Неготино, дали се запознати со тоа, дали сте вие запознати, а бидејќи граѓаните го гледаат секојдневно, состојбата со уличното осветлување. Во годините наназад, средствата кои што општина Неготино ги исплаќаше за одржување на уличното осветлување, истото улично осветлување, дури и помалку некоја бандера, бидејќи сега поставивме улично осветлување на улиците кои што вие ги заборавивте во минатото. Тоа е новата населба каде што живее нашата колешка. Поставени нови улични осветлувања. Меѓутоа, средствата кои што се реализирани за улично осветлување се околу 10-15% од тендерот кој што е добен фирмата за изведување. А вие добро знаете, колеги советници, предпоставувам дека знаете граѓаните дека во годините наназад не се случуваа и анекси на договори и повеќе од 7-8 милиона денари реализација. Тогаш требало да прашуваме каде се парите, колеги. Дали знаете, колеги советници од ВМРО ДПМН, и за вас, почитувани граѓани, информација, дека за организација на Неготинскиот Панаџур оваа година прибрани
собрани средства од истиот простор, каде што секоја година се одржува панаџирот, од истите услуги кои што општина Неготино ги дава секоја година. Оваа година собрани средства се 2.350.000 денари, додека во 2017 година 1.330.700 денари. Колега Стојанов, добро прашавте, каде се парите? Благодарам. Реплика Петра Манчев, повели. Благодарам. Штом бев прозван, должен сум да се јавам за реплика. Има помеѓу мене и вас има една клучна разлика. Јас до сега ни во една кафана не сум подпишал сметка и не ме зборува никој, а вие сте. Така да ве молам друг пат да не се прозиваме за некои работи кои што некој не ги направил, а друг ги направил. Од аспект на тоа моето излагање дека излегува така и од вашето излагање, бидејќи вие не кажавте ништо конкретно или многу е малку тоа што е направено во овој квартал, него се навративте на тоа кој како работел претходно. Значи, за тоа ве молам да се држиме на тоа што е реализирано во овој период, бидејќи во следните неколку години и вие ќе бидете претходни, па ќе можеме да го зборуваме сето ова само од другата страна. Заради тоа да се фокусираме на тие проекти кои што се реализирани или биле понудени на граѓаните, а не се реализирани. Значи, нашата цел е тоа, да инициираме реализација на проектите понудени во изборна програма. Значи, нашата лична дисквалификација и да се навредуваме и да се надитруваме тука кој, шо, како, не. Нашата цел е да инициираме поголема работа од општинската администрација, да можат да придобијат повеќе проекти, грантови или било какви, со цел да го подобриме животот на нашите граѓани, а не да се надмудруваме кој колку потрошил или кој колку не потрошил. Сето тоа што се зголемени приходите на општината е во прилог на сите граѓани. Така да апелирам со такви лични кој колку потрошил и кој колку подпишал, мислам дека не е редно да се расправаме, него треба да се расправаме за кој колку понудил проекти и кој колку реализирал проекти. Сега вие сте власт, ние сме опозиција. Ни прашуваме зошто тоа на граѓаните не е реализирано, а е понудено во програмата и вие треба да одговорите зошто е, а не да се навраќаме на 2-3-5 години назад или 10. Кажете, воа и воа, не успеам и тоа е, прифаните го тоа дека е така, у наредниот период јас се надевам дека градоначалникот ќе испадне со отчет, ќе биде А4 формат, не А5 и ќе каже, еве, воа реализирав, тоа реализирав и никој за тоа нема да му рече, чекај градоначалник, ти зошто волку многу реализира? Меѓутоа, градоначалникот излева со А5 формат, исто колку што му беше програмата, и внатре има повеќе активности од колку реализирани проекти. И јас на тоа не можам да не реагирам. И мојата реакција е баш со цел да инициирам поголема работа на администрацијата и на градоначалникот, со цел граѓаните да добијат подобри услови за живот. Благодарам. Благодарам. Колега, кратка контрареплика. Значи, не е точно дека не кажав ништо, точно ги кажав разликите на действување во ваше време, кога и вие бевте дел од советничкото мнозинство, и ги кажувам ситуациите кои што денес, кога ние сме мнозинство во Советот, градоначалникот од коалицијата на СДСМ. Почитуван колега, велите дека вие никогаш не сте подпишале сметки за репрезентација, никој не ве зборел, како што вие милувате да зборете, и може би е тоа така, бидејќи вие никогаш не сте биле председател на Советот, а тоа што зборете ве упатувам да ги проверите точно информациите. А кога ќе проверите колега Манчев, ќе дознаете дека Диме Витанов
е единствениот председател на совет во историјата на Советот на општина Неготино, кој што средствата за репрезентација си ги платил од собствениот приход. Тоа постои во документацијата, во администрацијата, од советничкиот паушал. Диме Витанов е единствен кој што си ги платил средствата на подпишани сметки за репрезентација. А вие тоа што не сте подпишале, а во минатото сте јаделе бројките, ако сакате, ќе ви ги повторам. Средства за репрезентација кои што Советот ги потрошил во 2017 година, кога вие бевте дел од владеачкото мнозинство, 127.970. Затоа би ве замолил во иднина да дискутирате тоа што тема ви е позната и тема за која што имате доволно информација. И уште еднаш ви упатувам како советник да се упатите во поделението за финансии и да проверите колку Диме Витанов подпишал на средства за репрезентации и колку платил. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Збор? Имавте веќе. На кој? Јас немав збор, имаше Петар Манчев. А реплика намне. Повели Гордана. Благодарам председателя. Вака, дефинитивно дека не можете да испаднете оценката на претходните владења на ВМРО ДПМН и испорно само кажувајќи дека колку е долгот, ама гледаме дека долгот дефинитивно е па ист. Што враќавте вие? 70.000 реализација, од кои изборувате дека 40 милиона сте ги врателе на претходно долгови. Ама сега имаме па ист долг преко лека. Ги изнакажавте претходните долгови на претходното владење, ама сега не сте враќале долг. Каде се гледа дека сте враќале долг? Вие проектите кои ще се започнате од претходното владење не можете да ги продолжите. Не можете да ги продолжите претходните проекти. Цела една година не можете, освен претходно добиен проект од претходната власт, успеавте само да подпишете оваа година договор. Да го подпишете договорот. И тоа е факт. Повторно донесуваме одлуки за истиот проект. Цела една година. Цела една година не можете да спроведете нито еден почнатите каде е грешка, што е грешка. Ништо од тоа не имате реализирано. И за тоа по се изгледа не можете да испаднете оценката. А за долгот, исте, на едни му зборувате еден долг, на другите му кажувате друг долг, и тоа е повеќе од очигледно. Бројките овде исто кажуваат, на официјални документи кои нас не ги доставувате. Ако 65 милиона или 71 милион е малце помалце од 74 ама дека враќате 40 милиона, не знам точно каде сте ги вратиле. Благодарам. Благодарам. Колешке, само кратка контрареплика. Не е точно дека ние не можем да излеземе оценките, туку вие лично сте една продолжена сенка на еден од предходните управувачи на оваа општина и тоа е проблемот кај вас, затоа не можете да се помирите дека фонтаната на предходниот градоначалник ја плати Тони Делков. На Ванчо Апостолов фонтаната од 86.000 евра, од 86.000 евра фонтаната, која што ја направи вашиот братовчет Ванчо Апостолов, ја плати градоначалникот Тони Делков. И затоа вие не можете од таа сенка ниту да се отргнете, единствено што се обидувате е да продолжите таа сенка, што за среќа граѓаните на општина Неготино одлучија тоа да не биде така. Дали некој друг бара збор? Реплика Игор Иванов повели. Благодарам. Мислев дека председателя на Совет ќе го оставевте и другите колеги твои да дискутираат. Не гледам причина зашто да бидете по оваа точка толку нервозен, дали од слабата реализација од 21%, па да се напаѓат колегите советници со лични дисквалификации, бидејќи зборувавте за бројки од минатото, демек сега многу градот бил осветлен, зашто не кажете,
Колко е моментално сумата за смена на една сиялица в община Неготино? Изпадните кажете дека 5 пати од предходно е повеќе. Кажете зошто на граѓаните на општина Неготино му ветувавте дека 2018 година ќе осветлите улицата под Саткула или улицата која што води до градинката. Но и тоа не е реализирано. Тука Праша ја Флорида на координација. На дневен ред, ако може. Може, пробвам само праша ја. Тука точка на дневен ред е третиот квартал. Избандери со силица на сте. Вие по однос на оваа точка сосем друго коментиравте и кажувавте. За секој лични дисквалификации, а со тоа може јас тебе да ти укажам неколку работи како претседател на совет, бидејќи кажавте дека овдека на совет се гледат потрошени репрезентации, но кажавте дека вие како претседател на совет лично од твоите пари ги плачете овие репрезентации што се трошени и што ги подпишувате. Но јас себе неколку работи да те прашам како претседател на совет, знаеме дека ова многу ги интересира граѓаните на општина Неготино и едно видно прашање на кој начин ги добивате тендерите во општина Неготино од својот родител, на кој начин ги изигравате плочкар и ламинатор во основното општинско училиште Гоце Делчев, на кој начин со дуќан од 3 квадратни метри зимате тендери и му се заканувате на некои фирми во градот да не учествуваат на истите тендери. Еве, на граѓаните на општина Неготино, излезете и јавно кажете им како твојот родител ги зима овие тендери, мерни инструменти, плочки, ламинати и ред други работи. Нека знаат граѓаните, добро е, бидејќи сте претседател на совет, ево одговорите на овие прашања, на кој начин се добиваат овие тендери во 2018 година. Знаеме дека ова може да го видат секој граѓанин на страната за набавка, затоа, еве, испадните и кажете јавно на кој начин ги добивате овие тендери, каде што дуќанче од 5 квадратни метри во 5 различни области аплицира и секаде ги добиват тендерите. Дали за мерни инструменти, дали за набавка на кафе и на вода и на чај, дали за ламинат, дали за плочки. Еве, испадните и кажете на граѓаните на општина Неготино. Благодарам. Благодарам. Колега Контрарев. Колега Јованов, јас јавно ве повикувам надвор од оваа говорница на пресконференција да ги искажете сите овие наводи и заедно јас и ти пред надлежните институции да ја докажеме вистината, а не да се заскривате зад вашиот нов председател на Унијата на млади сили, кој што детето врска нема од таа работа, бидејќи разговарав лично на оваа тема и кажа, диме тоа ми рекоа да го прочитам. Значи, испадни Игор Јованов, ти јавно и кажи ги овие наводи, па да се докажем. Тендерите на кои што учествувал мојот родител се работи кои што се јавни и за кои што подлежи ревизија, за кои што постојат закони во ова држава. Доколку ти знаеш дека нешто е направено нелегално, дали дуќан што било 30-300 квадрати, тогаш имаш начин ти, бидејќи мислам дека беше вработен како некој курир во Управа за јавни приходи, ако не се лажам, сигурно познаваш некој од таму, речи дајте бре видите на председателот на Советот на општина Неготино, родителот има тендери, дајте тука нешто не е во ред. Меѓутоа, за тоа немате храброст да го направите, бидејќи знаете дека нема да имате никаков епилог. И затоа уште еднаш ќе ве повикам на пресконференција надвор од советничката говорница, каде што нели можете слободно што сакате да зборувате, ве повикувам надвор од советничката говорница да ги искажете истите наводи. Благодарам. Следен пријавен за збор е Волен Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. Колега Игор Јованов,
јас од вашето излагање сега заклучив една работа. Вие сте човек без лице и без образ. Зошто е тоа така? Затоа што вие најмалку треба да излезете овде на говорницата и да зборете и да разговарате, да образложувате која гарнитура како работела. Како се осмелувате да зборувате, па и да споредувате како работела претходна гарнитура со оваа гарнитура. Па сега да има и да разгледуваме извештај за работа на претходна гарнитура, вие не да фанете Унгарија, ќе фанете Кина, треба да избегнете. Се сложувам со едно, вие што го кажете само, дека граѓаните гледаат. Точно е, граѓаните гледаат и самите ќе заклучат како работела претходната гарнитура и како работела оваа гарнитура. Колега Петре Манчев, Неготино не е ќе општина Неготино. За жал, Неготино е треба да општина Неготино. Зошто треба да? Затоа што општина Неготино треба да ги плати прво сметките и долговите од претходното владење на ВМРО ДПМНЕ, па да почне да реализира проекти сегашната власт. И не се сложувам со вас дека не треба да се служиме со тоа кој колку индивидуално потрошил за репрезентација или не потрошил. Мислам дека треба се да се знае тоа, затоа што претходната гарнитура ништо не направиле, парите ги нема. Благодарам. Благодарам. Колега, реплика, така, Петре Манчев, повели. Благодарам. Значи, прво сакам да апелирам да се држиме до точка на дневен ред. Меѓутоа колегата ништо не кажа од точката за дневен ред, него така ни искара малку. Значи, колега, вие немате што реплика, чим не кажа колега. Имам. Па како сега, ако не е точката од дневен ред, значи вие не се држите на точката. Исто и вашето излагање. Сега на која е репликата? За моето излагање, за колегата што не кажа процедурално ова или? И на двајцата. Значи, не може и на двајцата, колега. Значи, само момент, Петре Манчев. Во овој совет има деловник за работа. Да не се Значи, побаравте реплика за излагањето на Вуле Младеновиќ, повелите дискутирате. Благодарам. Да не се правиме многу паметни, него да почнеме да го реализираме тоа што е ветено. Тука не треба многу. Треба да се засукат ракави и треба да се работи. Што се однесува до излагањето на колегата, немаше апсолутно ништо од точка на дневен ред. И тоа вие како председател треба да го спречите и да укажете дека Благодарам, колегата не сум завршил. Па како? Значи не сум завршил. Па немате реплика ако колегата не зборува по Имам. Само вие неколку пати ме прекинувате. Не зборувате по точката од дневниот ред. И за тоа ви благодарам многу. Сега вака, колега, кој колку потрошил треба да се знае, меѓутоа и треба да се признае. А не да се правиме паметни. Значи секој колку потрошил, и јас сум прв за тоа дека треба да се знае кој колку потрошил. Пошто од нашата среќа украл. И тука треба да сме јасни за таа работа. И баш заради тоа, јас испаднав на говорниците и го кажав тоа. Ако почнеме ние да си кажуваме Тиноа направи, а точка на дневен ред е нешто друго, некој што ветил и треба да реализира, е сосема различно од тоа. Значи, и вие после неколку години ќе бидете претходни. И за тоа воите сметка колку од проекти ќе реализирате. Ако сум јас од опозицијата, моја желба е градоначалникот со А4 формат да испадне наредната година и да каже ја реализирав 30 проекти. И никој од граѓаните на општина Неготино нема да му фате забелешка за тоа. Меѓутоа, ни тука како опозиција сме должни да го подсетуваме градоначалникот и администрацијата што ветил на избори и што треба да реализира после мандатот. А не да се навраќаме само од и немаме никаква реализација, па да викаме и ви бете вакви, и ви бете такви, или не знам, тука да си споменуиме имиња, да се прозиваме за нешто што нема врска, а тој што прозива уствари го направил истото. Значи, тотално нема врска муабетот ваш и излагањето. Кој колку, и јас сум прв за тоа да се знае кој колку потрошил и подпишал. Меѓутоа, сум исто така прв да се знае кој што ветил и што реализирал. Мене тоа ме интересира, значи граѓаните тоа ги интересира. Кој што ветил и кој што реализирал. Значи исто, скрос исто. Јас сакам да биде вака, другиот вакво отчет е вака сакам да биде, А4 формат. И да има 50 проекти тука.
Оти јас живеам тука исто, моите деца живеат тука, моите фамилија е тука. Сите ќе користиме тој бенефит. Намерно, значи вие ме провоцирате сега да се навраќам на стопчења. Каква реализација е тоа? Значи само направиме хаос у градот, се поместија колите на 30 метри погоре. И намерно избегавам да навлезам у таква дискусија, меѓутоа неколку пати ме прозивате, неколку пати и сакате да ги набравам сите работи. Значи не е редно тоа да го правим. Се направило 800 метри, честита. Треба да ги направиме наредните 2 месеца уште 800. Сите возиме по таа улица. За нас нема врска опозиција или власт. Сите сме у исто тука. Колку сте неуспешни ви, толку сме и ни. И претходно, и едната гарнитура, и треба да ни биде тоа јасно. Колку поскоро ни стане јасно тоа, толку по-добро ќе живееме сите утре. И ќе придонесеме. Оти мојот влог у политиката не е да добијам работно место, кај на многото тука од вас. Него сосема друго. Така да, сите треба да придонесеме за општина на Готино. Благодарам. Благодарам, колега. Контрреплика, Волен Младенович, повели. Секое излагање ви почнува добро. Дека вие сакате само да инициирате изработка на проекти, завршување на проекти, дека треба сите заедно да работиме, дека треба сите заедно да се срамиме од нашиот неуспех и после пак ќе дојде некој дел кај што пак ќе пецнете некоја работа. А не треба да пецкате. Затоа што вие повеќе знаете од мене, бевте во претходната гарнитура советник и знаете како стоат работите. И мислам дека човечки е да признаете дека оваа гарнитура, дека овој градоначалник и оваа гарнитура советници по-домачински работат од претходната. И така ќе се сложиме и јас и вие дека треба да работиме и дека нема да се пецкаме за ништо. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бе разбор? Секретарот Ивица Златковиќ, повели Ивица. Прво сакам да го заблагодарам на Петре Манчев за конструктивното излагање. Мислам дека сите треба да се движиме во тој правец. Напредно само да кажам дека општина Неготино не е чие, дека реализира моментот повеќе проекти, значи се гради фекална канализација на улица Браќа Милутиновци, што е добиен проект. Се работи на 8.1 урбана заедница, што е добиен проект. Значи реализирани се урбана опрема во сите села преку добиен проект. Моментално е склучен договор добиен проект за зелен туризам во вредност од 14 милиона денара. Значи ова се добиени проекти на работата пред Сеналер и на сите други одделенија, морам да истакнам. Исто така ние ќе бевме многу благодарни да имавме готови проекти да можеме повеќе да реализираме. Нормално и вие и ние го сакаме тоа. Меѓутоа наследивме ситуација во која немаше готови проекти, а за истото е потребно време. Значи потребни се објавување на тендерски постапки на изработка на исти. Во моментот се изработуваат проекти за улици во село Пепелиште, село Криволак, Курија и во Тимјаник. Исто така се изработува проект за резервоар во село Тремник. Поднесена е апликација за изградба на улицата во село Тремник. Ова се работи што се реални и што се работат во моментот. Значи не е нешто чие туку се работи во моментот. Исто така се работи и на обиколницата околу Неготино на улица Душан Преграц. Таму се прави нов проект за да може граѓаните да добијат канализација и водовод, бидејќи половина од куќите се изградени, а таму нема никаква инфраструктура. Ви благодарам. Благодарам, секретаре. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог за клучокот го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? 7 гласа против, нема воздржани. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Отварам расправа по 6 точка од дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на план за програми и развој ИПА. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ивана Трајкова, повели. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисијата за локален економски развој го разгледавме предлог за заклучокот за усвојување на план за програми за развој ИПА. Комисијата гласаше позитивно, предлагам и советот да ја усвои истата. Благодарам. Колешка, дали некој друг ба разбор?
Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог за клучкот го ставам на гласен. Ве молам со кревење на рака кој е за. Петнаесет гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Отварам расправа по седмата точка од дневниот ред. Предлог одлука за доделување на финансиски средства. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ Повеќе. Благодарам. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана оваа точка. Со оваа одлука истата беше усвоена и со оваа одлука се доделуваат финансиски средства во висина од 500.000 денари на фудбалскиот клуб Вардар од Неготино. Предлагам и Советот да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 8 точка од дневниот ред. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ Повеќе. На денешната седница беше разгледана и оваа точка беше усвоена. Предлагам и Советот да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласење. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Со ова е iscrpen дневниот ред за денешната седница. Седницата ја затварам. Ви благодарам на присуствието.